Вести на Канал 8. Се актуализира прашањето дали е ефикасно и колкави трошоци прави одлуката за менување на смените за учениците во основното образование во Кочани. Согледувањата на дел од наставниот кадар е дека успехот, дисциплината и редовноста се намалени, а се бележат поголеми трошоци. Менувањето на смените во наставата за учениците од основното образование повторно станува актуелно, неколку години по воведувањето во училиштата во општина Кочани. Преиспитувањето на ефикасност и економичноста од таквата практика, според досегашните искуства на дел од наставничкиот кадар, покажало дека не се добиваат очекуваните резултати, пред се во поглед на успехот и дисциплината, но и кај трошоците за материјално работење на институциите. За сменското работење имаше обемна расправа и на последната седница на Советот на општината, кога беше констатирано оти училиштата се заглавени во долгови од околу 10 милиони денари. Дали е направена споредбена анализа на успехот, редовноста и дисциплината кај учениците кога одат во прва смена, во споредба со успехот, дисциплината и редовноста кога одат во втора смена на училиште? Или поедноставно кажано, зошто се менуваат смените во основните училишта? Кои се придобивките од одењето во две смени? Од општинската администрација одговорија дека не е правена посебна анализа за ефектите од сменското работење во училиштата на локално ниво, туку во обзир биле земени истражувањата на ниво на држава. Сепак, просторните услови кај нас биле главна причина за примена на одлуката за менување на смените за учениците. Се знае дека првата смена е многу поефикасна, многу подобро се децата снаоѓаат, меѓутоа условите во нашата општина, зборуваме сега за општината, не дозволуваат сите ученици да одат само во една смена. Заради тоа потребно е смените да се менуваат, така е во цела Македонија, тоа го прифативме и ние пред неколку години. Советникот Стефановски рече дека грубата пресметка за трошоците на училиштата покажува од именувањето на смените е причина за нивниот пораст. Училиштата работат 2 часа подолго навечер. Со тоа имаме заштеда на грејење електрична енергија. Кога би одели само во една смена, втората смена ќе завршува 2 часа порано и ќе имаме заштеда на грејење електрична енергија. По 2 часа дневно ако заштедуваме, неделно се тоа 10 часа, односно крајната пресметка е некаде 40 часа неделно. Работењето на едно училиште чини 100 евра дневно. Зборам само за грејење и за струја. Имаме 45 часа заштета, односно 4 вкупни дена заштедуваме месечно. Значи едно училиште месечно би заштедило 400 евра. 5 училишта месечно 2000 евра. За во текот на целата учебна година само на сметка струја и грејење ќе се заштедат околу 20.000 евра. Меѓу другите причини зошто не треба да се менуваат смените беше наведено дека би се добиле 2 часа повеќе за користење на училишните спортски сали, а уште повеќе ќе се влијае на подобрување на влошената дисциплина, што се јавува кај учениците од погорните одделенија кои наставата ја следат во втора смена. Замислете кога едно дете адолесцент ќе го ангажирате да дојде на училиште во тој период, по автоматизам веќе правиме простор дека вечерното излегување им е организирано. Тоа е едната работа. Втората, во делот на дисциплината во училиштата, сите директори ќе се сложиме, нормално е дека возрастната структура на ученица исто прави проблем. Значи, многу е тешко учениците што се во предмет на настава, дисциплината и редот да се задржува во оној интензитет како кога се прва смена. Да се менуваат смените не е дојдено заради тоа што некој сакал или си ги своите желби исполнувал, туку по направени анкети од сите родители, од ученици, од состојбата во другите градови. Значи, во повеќето општини во Скопје се менуваат и на една недела, некаде се менуваат на месец, некаде на 4 недели, така натаму. Ајде дојдете сите председатели у 5 сати у школото да видите што се прави. Ќе дојдете ли? Дојдете да видите тепачките у школото и средношколците кои довегаат. Во моето училиште нема столчиња за седење веќе. Секој ден мајстор кова столови швајцува. А кога се прва смена се добри истите деца. Многу вегали за децата. Битно учителката требало да руча со мажу и дома.
да не се препокуваме околу тоа дали е оправдано или не. Дајте анализа да имаме аргументи. Јас не реков без основа. Во буџетот нека стои ставка за сменско работење. На крајот од расправата во Советот, општинската администрација заедно со директорите на училиштата добија задача за наредната седница да подготват анализа со податоци од досегашното менување на смените за учениците. Со тоа ќе може дополнително да се донесе издржана одлука дали тоа ќе продолжи да се применува или ќе се врати старата практика, одделенската настава да се изведува попладне, а предметната предпладне. Вандалска постапка во која се искршени повеќе светилки заедно со заштитното стакло од новото LED осветлување забележале службите во локалната самоуправа на општина Кочани. Според правичните проценки, штетата изнесува околу 100 евра по парче. По само еден месец од поставувањето, регистрирано е оштетување на новото LED јавно осветлување во Кочани. На неколку места во градот светилките заедно со заштитното стакло биле целосно испукани, па граѓаните се пожалиле од улиците повторно им се во мрак. По увидот на службените лица од локалната самоуправа, било констатирано дека се работи за намерно кршење на светлечките елементи, со што е направена двојна материјална штета. Таквата постапка во јавноста беше осудена, но забуна создадоа информациите за колкава вредност се работи, со оглед што пред започнувањето на практичната реализација на проектот за замена на јавното осветлување беше речено дека трошоците за инсталација заедно со опремата чини просечно по околу 18.000 денари за едно светлосно место. Според првиот човек на општината, во оваа сума вградени се и трошоците за инсталирање, за носачот на светлосното тело и другите придружни елементи. Така што со кршењето направената штета изнесува околу 1/3 од вкупната инвестиција по светлосно место. Значи имаме најразлични цени на светилки. Оштетувањата кои што се направени на самите светлички тела. И ако е дадено соопштение, веројатно нашите проценители, нашите стручњаци процениле дека на една светилка е направено оштетување околу 100 евра. Значи не е скршен столбот, не е скршена целата светилка, него е направено оштетување за околу 100 евра. Веднаш по констатираните оштетувања на светилките, направена е интервенција и тие се заменети со нови. Сепак Димитровски упати апел до граѓаните за поголема одговорност кон комуналната опрема, која на крајот се плаќа со средства од општинскиот буџет, што го полнат жителите на општината. Инаку, замената на јавното осветлување започна во текот на летниот период и досега се инсталирани над 95% од новите LED светилки. Останува до крајот на овој месец да се заменат светлосните места покрај кеот на реката и во некои од помалите улици во градот, пошто ќе треба да се изврши техничкиот прием на опремата. Општина Кочани го доби новиот службен Volkswagen Passat, што го нарача пред околу 1 месец. По завршувањето на формалностите за регистрација и осигурување, наскоро автомобилот ќе биде ставен во функција. Новиот службен Volkswagen Passat е испорачан на општина Кочани. По околу 2,5 месеци од усвојувањето на одлуката на Советот, автомобилот пристигна во дворот на локалната самоуправа и во текот на денот ги мамеше погледите на љубопитните граѓани, но и на вработените во општината. Возилото од линијата Blue Motion 2.0 TDI го обезбеди добавувачот Porsche Македонија од Скопје, за што од буџетската сметка му се исплатени 1.440.000 денари или околу 24.000 евра. По завршувањето на формалностите за регистрација и осигурување се очекува тој наскоро да биде ставен во функција. 140 коњи под неговата хауба веројатно ќе бидат доволно репрезентативни и ќе обезбедуваат сигурност за патниците што ќе го користат. Општина Кочани имаше сличен автомобил што го набави на крајот на 2011 година, но истиот настрада во сообраќајна незгода во февруари годинава. Со парите од продажбата и осигурувањето, како и со дополнителни околу 5.000 евра од буџетската сметка, купен е новиот Passat со приближно иста цена и карактеристики како неговиот претходник. Светскиот ден на учителот одбележан во сите училишта во државата, освен во Кочанските. Додека во другите градови се избираа најдобрите просветни работници, кај нас само им беше честитан денот на наставниците од страна на директорите. Светскиот ден на учителот беше одбележан во сите училишта и факултети во државата, освен во Кочанските, кои не организираа ниту една активност за меѓународниот ден.
Во некои училишта се избираа најдобрите просветни работници. Во други, денот се одбележуваше со свеченост и прием на учителите кај градоначалникот на општината. Директорите на кочанските училишта, како и да подзаборавија дека треба да се одбележи денот, па само на разгласите во училиштето им го честитаа празникот на просветните работници. Во општините каде што беше одбележан денот, беше истакнато значењето и улогата на учителот во образовниот систем, кој е од огромно значење. Манифестацијата преминува во традиција и веќе 18 години се одбележува и празнува Светскиот ден на учителот во Македонија. Наградите за просветните работници имаат огромно значење и представуваат дополнителен мотив за понатамошни вложувања во професијата. Со оваа свеченост му се оддава особено значење и почит на учителот, кој представува основна алка на системот. И кочанските училишта можеби треба да земаат пример од училиштата од другите општини, со цел да ги поттикнат наставниците на поголем труд и залагање во својата професија. Испораката на дрва за огрев и понатаму доцни. Најранлива категорија се училиштата и пензионерите, велат од шумското стопанство Осогово. Во целата ситуација ќарат приватните стопанственици, кои кубик дрва за огрев продаваат за 3500 денари. На граѓаните на Кочани и понатаму најголема мака им е снабденоста со дрва за огрев. Испораката од шумското стопанство Осогово и понатаму доцни. Најранлива категорија се оние кои порачале преку училиштата, пензионерите, како и некои физички лица. На прагот од зимата, тие се уште не добиле дрва за огрев. Граѓаните кои порачале и веќе ги исплатиле, се револтирани и секојдневно во предпријатието прашуваат кога ќе ги добијат своите дрва. Директорот на шумското стопанство Осогово Орци Димитров апелира на смиреност од страна на граѓаните, затоа што ќе се потруделе до крајот на октомври сите граѓани да бидат снабдени со огревно дрво. Тој истакна дека проблемот со доцнење на испораката лежи во малиот број камиони за транспорт на дрвата, со кој располага предпријатието и не можеле да стигнат секаде. Тој додава дека дрва за огрев се носат постојано и работниците на предпријатието се ангажирани максимално на терен, така што Димитров смирува дека сите граѓани ќе ги добијат порачаните дрва за огрев. Но дека се решава проблемот со испораката, ќарат добавувачите, кои кубик дрва продаваат за 3500 денари. Слични случаи има и во Виница, каде што некои граѓани дрвата за огрев се ги платиле повеќе од колку што чинат реално. Приватните стопанственици ја качија цената на 3500 денари и го користат недостигот на дрва за да продаваат за 1000 денари поскапи. Граѓаните коментираат дека вака не било никогаш и повеќето и се откажаа од набавката на дрва за огрев и одлучија годинава да се греат на струја. За 5 години бројката на деца кои посетуваат градинка во Виница двојно е зголемен. Градинката е со капацитет да прими 360 деца, а моментално градинка посетуваат повеќе од 400. И годинава тече проектот Инклузија на деца роми во воспитно-образовниот процес, преку кој се вклучени 40 деца. Од година во година расте бројот на запишани деца во детската градинка Гоце Делчев во општина Виница. Во 2010 година во сите тогашни 4 објекти имало запишано 220 деца. До 2015 година бројката е дуплирана и сега градинка посетуваат повеќе од 400 деца. Капацитетот на Виничката градинка е да прими 360 деца, така што е преполнет, вели директорот Илија Јованов. Ова е втор објект на градинката во градот, покрај него имаме уште еден централен објект во кој моментално имаме запишано околу 400 дечиња. Таа бројка постојано расте, еве за последните 5 години, пред 5 години, 2010 година имавме 220 деца, сега имаме запишано нешто над 400. Градинката Гоце Делчев во моментов има 5 објекти, вклучувајќи го и ново отворениот во село Истибања, кој работи од септември и таму градинка посетуваат 25 деца. Зголемувањето на бројката на деца кои посетуваат градинка се должи не само на подобрување на условите во градинката, вели Јованов, туку и на потребата на родителите да ги праќаат своите деца во градинка заради зголемениот број вработени лица во оваа општина. Инаку во Виничката градинка и годинава продолжува проектот Инклузија на деца роми во воспитно-образовниот процес, преку кој се вклучени 40 деца. Што се однесува за неделата на детето, со доста активности ја одбележа и оваа градинка. Посета и прошетка до градскиот парк, како и учество на регионални спортски игри во Пробиштип, закажани за впеток.
Правата на децата треба да се почитуваат во текот на целата година, е пораката која ја пренесува неделата на детето, во која со активности се вклучи и детската градинка Павлина Велјанова. Преку игра и песни и посета на јавни институции, децата од детската градинка Павлина Велјанова се вклучија во одбележување на Светската недела на детето, која што се одбележува во првата недела од октомври. Во рамките на овој настан, децата ја посетија библиотеката Искра, каде што се запознаа со работата на оваа јавна институција, а од вработените добија подароци. Во склоп на одбележување на неделата на детето, децата од клон 4 ќе остварат посета на етнокуќата во Кочани. Децата пак од клонот 2 ќе го посетат основното училиште Малина Попиванова, на чија биста ќе положат цвеќе. Децата од клон 1 пак спремија приредба за своите другарчиња од клонот 3, кои ќе се представат утре. За одбележување на неделата на детето годинева се предвидени активности поврзани со проектите кои се реализираат во градинката, а тоа се бон тон на однесување, градот низ детските очи, рециклирање со имагинација, семејство и семејни вредности, моја хигиена, моја навика. Неделата на детето е значајна манифестација за сите деца, затоа што тоа се денови кога се споменуваат правата на децата, кои треба да се почитуваат во текот на целата година. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови младите во сите возрасти добро да се подготват за предизвиците и промените со кои се содруваат во животот. И за крајот вестите спортската информација. Се одиграа надпреварите во регионалната фудбалска лига за пионери и помлади пионери. Представниците на Фудбал Старс од Кочани со пораз и победа се вратија од Куманово. Нема промени во темпото на играта и резултатите на младите фудбалери, членови на екипата на Фудбал Старс од Кочани. Во рамки на четвртото коло во североисточниот фудбалски регион за помлади пионери и пионери, тие забележаа победа и пораз. Исто како и во изминатите кола, поуспешни беа помладите, кои на средбата со Гоблен Юнајтед од Куманово победија со 2:0. Нивните повозрастни колеги во пионерска конкуренција беа поразени со 6:4 од истата екипа. Во другите средби во конкуренција на помлади пионери се постигнати следните резултати. New Stars Башкими 1947 6:1, Маđари Солидарност Премиер 6:0 и Ринија Куманово ЕВ 3:4. По 4 одиграни кола на табелата во конкуренција на помлади пионери водат екипите на New Stars и Кочански Фудбал Старс со по 12 бода, пред Куманово ЕВ и Маđари Солидарност со 7, Башкими 1947 со 6, Ринија со 3, Гоблен Юнајтед и Премиер без бодови. Во конкуренција на пионери покрај средбата на кочанските и кумановските фудбалери се одиграа уште 3 надпревари и се постигнаа следните резултати. New Stars Башкими 1947 0:0, Маđари Солидарност Премиер 5:1 и Ринија Куманово ЕВ 2:1. На табелата води Ринија со 12 бода, пред Гоблен Юнајтед со 9, Куманово ЕВ со 7, Маđари Солидарност и Башкими со по 6, New Stars 4 и Фудбал Старс 1. На дното на табелата е Премиер без бодови. Толку во овие вести и повеќе информации на kanal8.mk. Довидување.